Добра вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Дансе Макабре со своето 639-то издание. А во рамките на Дансе Макабре секоја сезона правам емисии посветени на 4 најзначајни филмски фестивали во светот, односно 4 фестивалски Гранд Слема, ако повеќе сакате, така што оваа година ја имаме епизодата посветена на Sundance и вториот од оваа серија на фестивалски гиганти го пренасочува вниманието на европскиот континент, каде од сите страни на светот патуваат филмски работници за да го прослават постоењето на нивните дела пред се. Без разлика на тоа што јас не сум присуствувал на ниту еден од нив, тие што се поажурни, како во случајот на германскиот фестивал, имаат снимено се што е потребно, односно церемониите и пресконференциите кои ги гледав за подготовката на емисијата, како и рецензиите кои се појавија за прикажаните филмови од страна на колегите, така што мене ми се многу важни овие епизоди за да не бидеме исклучени од светските текови и да можеме да воочиме кој е квалитетот кој може денес да го понуди авторскиот филм пред се. Убеден сум дека имам поголема слика за фестивалот и повеќе информации за прикажаните филмови од тие што од држава туристички беа таму, затоа вечерва ќе ви говорам за 76-тото издание на Берлинале, кое се одржуваше изминатите недели во Германија. А на почетокот на емисијата имавме можност да слушнеме две композиции кои се наоѓаат на новото студиско издание на Carnival, односно Inverses, на албумот на кој имавме можност да слушнеме Animation и Reanimation, а во продолжение ќе слушнеме уште еден албум од бенд кој исто така доаѓа од алтернативната сцена, меѓутоа поблизок до како родоначалник на металкор провениенцијата, односно ги слушаме повратниците на музичката сцена Converge со нивниот албум Love Is Not Enough, со истоимената насловна композиција, потоа ќе слушнеме Bad Faith, Distract and Divide и To Feel Something, односно оведните 4 композиции од албумот, со оглед на тоа што ги немаше долго време, па сега и редно да слушнеме што точно ни изготвиле во периодот. А Дансе Макабре е емисија во која 17 сезони се зборува за уметност, се борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите криминалци. Секој издание е на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот, алгоритамот. Целта на емисијата е да ги добежи квалитетните уметнички дела до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечерва има закажано полноќен танц со смртта по 639 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Седумдесет и шестото издание на Берлинале се одржа од 12 до 22 февруари, 10 фестивалски дена. Прикажани беа 276 филма од 80 држави, а мечето од постерот на препознатливо за овој фестивал е составено од бројни колоритни парченца кои го изградуваат, како и мноштвото на филмови кои доаѓаат од ширум светот, кои го составуваат Берлинале, без кои не би било фестивалот тоа што е денес. Главното жури оваа година беше составено од Вим Вендерс, односно као германски режисер и преседател на журито, потоа Мин Бахадур Бам, режисер од Непал, Беа Дона, актерка од Јужна Кореја, Шивендра Синг Дунгарпур, режисер од Индија, Рейналдо Маркус Грин од Америка, Хикари од Јапонија и Ева Пушчинска е продуцентка од Полска. Со години се бара контроверза која ќе го етикетира секој издание на Берлинале, која од година во година си има некаков си социјален и политички ангажман, неа бегање од тоа, каде се искористува фестивалот како платформа за препукување на сите постоечки конфликти, дали е тоа во последно време руско-украинската војна, дали беа претходно проблемите во контекст на миграцијата, односно на мигрантите. Погледите на Газа, Иран, Израел, Палестина, секое жариште е доведено во центарот на збеднувањето на фестивалот и под лупа се става официјалниот став на фестивалот поглед на овие теми.
Точно е дека треба да се зборува за нив, ама сите години додека го следам фестивалот, ниту една војна не се решила на самиот фестивал, ниту па предизвикал каква и да е промена на подобро со разглобување на политичките гледишта, сведувајќи го на муабет пред кооперација под будното око на јавност. Не е ни целта тоа, важно е да се злоупотреби светското внимание кое го нуди фестивалот за да се привлече пред се тоа внимание на овие надворешни горливи конфликти. Исто така, секојаш ќе биде присутна Давид против Голијат доктрината, каде империалистичките сили ќе се земаат право да го вртат грбот на малите економски зависни држави од нив, така што колку и да глумиме дека сме нешто напредни во 21. век, се уште водиме војни, поддржуваме убијци и доделуваме награди на филмски фестивали. И сето тоа утре ќе се заборави, земјата ќе продолжи да се врти, луѓето ќе продолжат да умираат како жртви на нивните политичари. Секоја година претседателот на жирито треба да биде подготвен дека ќе биде нападнат со овие политички прашања и оваа година Вим Вендерс реши на пресод да каже дека се држала политиката надвор од филмовите и тоа ги пламна сите, со тоа што Тилда Свинтон, Хавиер Бардем, Адам Меки и Майк Липа и 80 нивни колеги режисери подпишаа петиција за критикување на фестивалот за наметнување на цензура. Директорката Триция Тутел се обиде да ја смири ситуацијата, дека фестивалот бил отворен за сите дебати, имало место за секого да си го каже тоа што го мисли, ама со владините пари си доаѓаат и лисици на нивните раце. Мишел Јо не сакаше да зборува за Айс, режисерите од Блискиот Исток се побунија исто така за ставот кој го има фестивалот за геноцидот во Газа, така што сите се најдоа затекнати и повикани да коментираат за војната, само тие што ја предизвикаа војната, политичарите, тие никој да ги повика на одговорност. Во поглед на официјалната компетиција, минатата година селектирани беа 19 филма, од кои преживеа Blue Moon, Dreams, потоа Dream Sex and Love, Hot Milk, The Ice Tower, If I Had Legs I'll Kick You, Continental 25, Reflection и на Dead Diamond, значи само 8 од тие 19 филма, односно 40% од филмовите, беа погледнати од публиката надвор од фестивалот и добија каква таква дистрибуција за да има можност да станат релевантни во светот. Како и кански, така и на Берлинале се фаворизира домашни филмови во компетиција, кои, знаејќи колку е неквалитетен денешниот германски филм и тоа како не заслужуваат да го добие своето место помеѓу нив, затоа што од Штербен немало некаков си добар филм кој се исклучува, односно кој се издвоил помеѓу нив, така што дури ни победникот минатите години не бил релевантен како што беше Dreams од данската трилогија минатата година, затоа што со него се дообмисли еден поголем мозаик кој го имаше зацртано режисерот, кој имавме можност да го запознаеме и во нашата држава минатата година. Ова година компетицијата броеше 22 филма и секако дека повеќе од половина од нив ќе ги голтне заборавот, но да се надеваме дека тие десетина што ќе одекнат во текот на годината ќе имаат добра причина зошто се гледани и се зборува за нив. Четвртина од нив се од германска продукција, тоа значи дека непотизмот си работи и оваа година како што треба. Првиот филм за кој ќе ви говорам е The Sea, во режија на Кордел Мондручо, односно унгарски автор на култните ремек дела White God и Pieces of a Woman, работи моментално и на Place to Be, едноставно е немирен унгарскиот режисер и постојано е активен на филмската сцена. Повратник на Берлинале, со филм во кој по рехабилитацијата Лаура, глумено од Дейми Адамс, се враќа во семејниот дом покрај плажата, прилагодувајќи се на стариот живот, меѓутоа без кариерата, што очигледно дека била значаен дел од обликувањето на нејзиниот идентитет, па затоа и недостасува. Соочена е со своето следно животно поглавје, принудена да продолжи понатаму, меѓутоа мора да изнајде начин да си ги собере парчињата, состави себе си, зачекори во новата можност во животот. Ден Ливај, Джени Слейд и Рейн Вилсон, екипа на комичари, исто така глумат во филмот на средовечната жена која се бара себе си. Дао е вториот филм, во режија на Алан Гомис, односно долгокосиот француско-сенегалски режисер на Фелисите и Today.
повторно снима филм за мигранти во Франција, со тоа што новиот филм му е структуриран помеѓу две церемонии, односно свадба во Франција и комеморативен ритуал во Гвинеја Бисао. Филм кој што следи циклично движење низ секојдневните гестови, средби и транзиции, спојувајќи ја преживеаната реално со багажот на ритуалот, традицијата и предсесеќавањето. Мотивиран бил авторот за снимањето на филмот по погребот на неговиот татко во Гвинеја Бисао, продуциран е од Canal Plus, дистрибуиран е од The Party Film Sales. Во филмот глумат Кети Кореа, Дежо Куадио и Самир Гесми. 3 сати трае филмот, кој бил скратен од верзијата постојачка од 6 сати, која што била пуштена на фестивалите, што е сосема претенциозно за кој да е филм. Третиот филм од селекцијата е Dust во режија на Анки Блонде, режисерка на серијата Жулиет и филмот The Best of Dorian B. Сними едно трилерче, ајде да наречеме, за белгиските технолошки визионери Лук и Герт, кои дознаваат дека нивната измама ќе се појави во весниците за помалку од 24 часа. Тие сваќаат дека може да се збогуваат и со нивната компанија и со статусот во кој што уживаат, бидејќи затворската казна станува неизбежна, секој од нив тргнува по своји засемни патишта на искупување и додека тивко бараат пред се искупување своите инвеститори, семејствата и блиската заедница, согледуваат што е навистина важно во животот. Арие Ворталпер и Јан Хамененкер глумат во овој филм. Четвртиот филм од селекцијата е Everybody Digs Bill Evans во режија на Grant G. Документарните Meeting People is Easy исто работен за Radiohead, меѓутоа исто така има работено и документарен филм за Joy Division кој што го носи тоа име, така што Грент работи на музички документарни остварувања. Меѓутоа овој пат сними биопик, биографска драма ситуирана во јуни 1961 година во Њујорк, каде джез пианистот Бил Еванс, глумен од Андерс Даниелсен Ли, свири со она што смета за своје совршено музичко трио. Меѓутоа, сепак по трагичната смрт на неговиот басист Скот Лафаро, Еванс е травматизиран од тагата од губитокот и не е сигурен дали може да продолжи да свири понатаму, наоѓајќи се на крстопат на својата музичка кариера. Филмот е поддржан од BFI Screen Island, а на Берлинале ја освои престижната сребрена мечка за најдобра режија. Петиот филм е Home Stories во режија на Ева Тробиш, односно германскиот назив мислам дека беше Etwas ganz Besonderes. All Good претходно го има работено Ева и кој беше награден на Локарно и го има снимено филмот Иво. Меѓутоа за новиот филм сними Coming of Age остварување во кој при неуспешен обид на една тинеџерка да се дефинира себе си во реалити ТВ аудиција, при што е поставено прашањето на неа која си и што сакаш да бидеш, предизвикува едно иницирање на патување низ незиното распаднато семејство во родниот град во кој што се бори да преживее, принудувајќи ја да се соочи со своето потекло за да разбере која сака пред се да биде. Значи потрага по идентитетот на лик која се обидува во позадина на тој семејен хотелски бизнис, на родители кои се борат со кризата да преживеат во шумите на поранешна источна Германија. ZDF и Arte се разбира дека го продуцира и го дистрибуираат филмот The Match Factory, што па значи дека ќе може и да го погледнеме. Фрида Хорнеман, Макс Римелт, Ева Лебау глумат во ова остварување. Шестиот филм од селекцијата е на Whisper во режија на Лейле Бузид, односно туниска режисерка која го има работено венецискиот As I Open My Eyes, исто така нејзини се A Tale of Love and Desire. Таа сними филм за млада жена која откако живеела многу години во Париз се враќа во Тунис за да присуствува на погребот на низиниот чичко. Престојувајќи во семејниот дом што го делат 3 генерации на жени, таа се соочува со неискажани тензии, повторно оживување на спомените и менување на семејните односи пред се. Значи семејна мелодрама во која авторката повторно ја истражува семејната динамика и потрагата на сепството во неа, како и репресијата и тајните и третманот на хомосексуалноста во Тунис. Еја Бутера, Хија Мабас и Марион Борбо глумат во филмот.
Тука ќе го покренам и прашањето на кое агресивно се наклонува Берлинале покрај тоа што инсистира на миграциони филмови. Туку се инсистира и на зголемен број на филмови од режисерки, ама овој филм е еден од неколкуте кои се сомневам дали се селектирани поради квалитетот или поради полот на авторката, занемарувајќи го потенцијалниот медиокритет и заборавливост кој го крие, само за да може да се пофалат со зголемен број на филмови од режисерки, занемарувајќи го квалитетот, заземајќи го можеби местото на други авторки кои имаат што да кажат, меѓутоа не имаат таа можност. Така што со овој чин мислам дека не се прави услуга со тоа никому. Седмиот филм од селекцијата е Жозефин во режија на Бет Арахуја. Го има режирано одличниот Soft and Quiet во снимен филм во еден кадар. Меѓутоа, Жозефин е еден од најизвиканите филмови кои ви говорев во епизодата која подготвив за Sundance, посветена која што беше од Дансе Макабре за фестивалот, ама во кратки црти се работи за филмот во кој 8-годишната Жозефин е сведок на брутален напад, односно силување во паркот Голден Гейт, и таа почнува да доживува пред се страв и параноја од појавувањето на насилникот насекаде околу неа. Гема Чен и Ченинг Тейтум глумат како родители на Жозефина. Сумеријан ги откупи правата за американската кинодистрибуција на овој филм кој со нетрпение го очекуваме оваа година. Осмиот филм е The Loneliest Man in Town, во режија на Тица Кови и Рајнер Фримел, односно тие имаат работено на филмот Ла Пивелина, кој што беше австрийски представник на Оскарите. Мистер Универсо е нивно остварување кое што беше награден на Локарно, а исто така е нивен и венецискиот Вера. Снимија филм кој ги спојува фикцијата и реалноста, додека блуз музичарот Ал Кук играе една соевидна верзија на себе си во приказна за меморијата, загубата и отпорот кон пришењето на притисувањето. Кревкиот живот исполнет со спомени на еден остарен блуз музичар е нарушен кога инвеститорите во таргетираат пред се неговиот дом за рушење, принудувајќи го да се соочи и со материјална загуба и со емоционално бришење на неговото постоење. Ја продолжија авторите тенденцијата на снимање со натуршици на локации и го сработија филмот на 16 мм филмска лента. Орфилм го продуцираат и е втор биопик за музичар досега во селекцијата. Деветиот филм е Flies, во режија на Фернандо Ајмпке, односно на мексиканскиот режисер, претходно награден му е Лейк Тахо, учествуваше и во антологијата Berlin I Love You и минатата година селектиран беше Олмо, така што сега и во официјална компетиција дојде со негово остварување. Сними филм за Олга која живее строго регулиран осаменички живот во огромна зграда, без пријатели и блиски врски, и кога финансиската потреба ја принудува да даде на изнајмување соба од нејзиниот стан, еден маж се вцелува и тајно го носи својот 9-годишен син во неа. На нејзино изненадување, Олга почнува да создава необична врска со детето, како што нејзиниот внимателно контролиран свет почнува да се менува, животите на тројцата странци постепено и неочекувано се испреплетуваат и тај синот хараат низ модерното Мексико Сити. Филмот беше во работеницата во Сан Себастијан и во Берлин ја освои наградата од екуменското жири. Десетиот филм е My Wife Cries, во режија на Анџела Шенелек. Два пати беше наградена германската актерка и режисерка на Берлинале, и тоа за I Was at Home, But и за Music. Таа сними филм за Томас, 40 годишен оператор на кран, кој додека е на работа добива телефонски повик дека неговата сопруга е во болница и го моли да ја земе. Тој ја наоѓа додека плаче. Романскиот кинематографер го сними филмот на 35 мм филмска трака, има доста долги кадри според впечатоците кои може да слушнам од колегите кои го гледа Владимир Вулевиќ. Агата Боницер глумат во ова остварување и 11-тиот филм за официјалната селекција New Dawn во режија на Јошитоши Шиномуја, познат во Јапонија како артист кој работи на цртање на позадини од аниме филмовите Your Name и The Garden of Sinners. Го сними својот прв долгометражен анимиран филм во кој Кейтаро живее во фабрика за огномет која е пред затворање.
тој е решен да ја открие мистеријата на Шухари, односно митски огномет создаден од неговиот татко пред да исчезне без трага и да го лансира пред фабриката да се затвори. Работен е од студио Outrigger и уникатно е тоа што оваа година во официјална компетиција има аниме. Уште еден чекор напред за Берлинале. Ќе направиме тука една кратка музичка пауза. Во продолжение ги слушаме гламерите Till Gunner, односно heavy metal бендот со композицијата Midnight Blitz од истоимениот нов албум. Потоа ја слушаме Hoax со композицијата Killswitch од албумот Dead Nox со одличниот женски вокал. Потоа Stamina ги слушаме со композицијата Голем од албумот Apnea. Before I Turn ги слушаме со And She Was Beautiful од нивното ново остварување Immortal and Malevolent Happenings, и од новите албуми се разбира дека ќе може да слушнеме композицијата Beneath the Surface од одличните Sylosis кои го издадоа нивниот нов албум The New Flesh, така што слушаме музика која е издадена од албуми овој месец во рамките на метал и на рок-н-рол сцената, и потоа се враќам во етер да ви говорам за преостанатите 11 филмови од официјалната селекција. Уживајте! Со прегледот на официјалната селекција од Берлинале доаѓаме до 12-тиот филм за вечерва, односно Nightborn, во режија на Хана Бергхолм, финска режисерка која што беше во кампусот на таленти на Берлинале претходно, а ја знаеме како режисерка на впечатливиот хорор филм Hatching. Во незиниот прв филм на англиски јазик глумат Сейди Харла и Руперт Гринт и сними филм за соништата за создавање на совршено семејство. Сега и незиниот британски сопруг Џон се преселуваат во изолирана куќа, каде што таа го поминала поголемиот дел од своето детство, длабоко во финската шума, но штом се раѓа нивното бебе покрај уверувањето сите околу неа, сега знае дека нешто ужасно се случува со него. Додека нивниот брак почнува да се распаѓа, Џон се бори да ја издржува својата супруга, но сага се сомнеава во вознемирувачката вистина за низиното новороденче, така што уште едно расчерачување на семејната заедница низ призмата на жанровскиот филм добиваме од Хана, зашто сме и многу благодарни и посакуваме уште многу монструозни бебиња да создаде на малиот и на големиот екран. Продуциран беше од Euroimage, BFI и финскиот фонд, а дистрибуиран е од Goodfellas и Anonymous Content, така што со нетрпение чекаме да ја погледнеме хорор драмичката во компетицијата. 13-тиот филм е Нина Роза. Женевиев Делюд де Селес е канадска режисерка на филмот А Колони. Таа сними филм во кој во главната улога е Галин Стоев, кој оглуми Михаел, бугарски имигрант во Канада кој работи како уметнички куратор и мора да се соочи со своето минато кога неговиот работодавач, глумен од Кристијан Берген, го замолува да се врати во својата родна земја за прв пат по 30 години за да ја истражи веродостојноста на виралното интернет видео на кое е прикажано едно младо бугарско уметничко чудо од дете. Добитник е на Сребрената мечка за најдобро сценарио оваа година Нина Роза. 14-ти филм е Queen at Sea во режија на Ленс Хамер, тоа е режисерот на Санденсовиот Баласт. Тој сними филм во кој глумат Џулиет Бинош, Том Кортни и Ана Калдер Маршал со приказна за жена која е загрижена за својата стара мајка па се враќа во Лондон со својата ќерка тинеџерка да се грижи за неа. Освои 2 сребрени мечки овој филм, едната од жирито и другата за споредна улога и дистрибутер на филмот се The Match Factory, што значи дека ќе го добиеме оваа година. Го пофалија дека бил на ниво на Амор и Vortex, па да видиме дали е точно тоа тврдење. Се извинувам, 15-тиот филм за вечерва е Роуз, во режија на Маркус Шлајнцер. Тој е режисерот на Майкл и на Анджело, односно сними филм сместен кратко по 30 годишната војна во Централна Европа во 17-тиот век, во кој Роуз е војник кој пристигнува во далечено протестантско село, тврдејќи дека е исчезнатиот наследник на запуштениот имот
Иако Роуз поседува документи за да го подкрепи тврдењето, селаните реагираат со предпазливост и сомнеш, барајќи од негова страна стабилност и место каде што припаѓа. Роуз се обидува да се интегрира во таа внимателна заедница. Сепак, идентитетот на Роуз се изграден врз измама, односно името се предпоставува, а вистинскиот пол на војникот е пред се скриен. Додека Роуз се стреми кон прифаќање, планот вклучува разгледување на договорен брак со Сузана, ќерката на водечкиот локален земјоделец, кој, откривајќи ги границите до кои што Роуз е подготвен да оди за да ја обезбеди неговата иднина, миленичката на фестивалот Сандра Хулер го глуми Роуз, кој и ја освои сребрената мечка за најдобра главна улога и често е споредуван со Ханекеевите дела, односно со прецизната и ладнокрвноста пред се, во кој општеството повеќе се разградува со капиталистичкото милје отколку родовата поделба која што е ставена предмет на филмот. 16-тиот филм е Розбуш Прунинг, во режија на Карим Айнус, односно бразилскиот режисер на The Invisible Life of Евридиче Гузмао, Firebrand и Мотел Дестино, кои собират звездена екипа за портребите на филмот пред камера, предводени од Калум Тарнер, Рейли Кио, Ел Фенинг, Джейми Бел, Трейси Лец и Памела Андерсон, во овој сатиричен трилер, односно една трајкомедија, која го привлече вниманието на изданието, во кој во шпанска вила американските браќа и сестри Джек, Ед, Ана и Роберт се наоѓаат во изолација и во нивното наследено богатство, кога Джек сака да се пресели кај својата девојка, а Ед ја открива вистината за смртта на нивната мајка, таа нивна семејна структура почнува и да се распаѓа. The Match Factory го дистрибуираат во киносалите, а на Mubi ќе го добиеме на нивната платформа. Овој филм кој што предизвика најразновидни контроверзи во рамките на фестивалот. 17-тиот филм е Сумсум, The Night of the Stars, во режија на Махамад Салех Харун, режисерот од Чад, кој е првиот во државата кој го сними долгометражен филм, односно Bye Bye Africa, а последни му се A Season in France и Lingui, The Sacred Bones. Тој сними филм сместен во планините Енеди, во североисточен Чад, и филмот ја следи Келу, односно глумено од Мајмуна Мија Вама, тинејџерка прогонувана од визии што не ги разбира и се спријателува со еден од тие отвореници од селото и заедно се соочуваат со непријателство од нивната заедница додека се борат за нивното место, односно припадноста и за слободата пред се која ја заслужуваат. И освои наградата на Фипресци за најдобар филм. 18-то остварување во селекцијата е Salvation, односно Куртулус, режисерско остварување на Емин Алпер, тој е турски режисер од дружината на Чејлан, кој ги има снимено Beyond the Hill, венецискиот Френзи, потоа Tale of Three Sisters и Burning Days. Тој сними филм за едно оддалечено село, во кое што се враќа еден протеран клан, оживувајќи децениска преписка во земјата. Зафатен од божествени виденија, Месуд го предизвикува водството на својот брат за да го спаси својот народ според него. Дали овој нов пат ќе донесе спасение или ќе предизвика раздор на традицијата? Тоа останува да погледнеме, а филмот ја освои сребрената мечка од жирито. Уште еден награден филм беше 19-тиот филм Yellow Letters, односно Гелбе Брифе, во режија на Илкер Чатак, германскиот режисер со турско потекло кој стои зад одличниот The Teacher's Lounge. Сними филм за турски театарски уметници кои ги губат своите работни места поради политичкиот прогон во Турција, при што бракот на еден уметнички пар почнува да се распаѓа по државната арбитража за премиерата на нивната представа. Ова е годишниот добитник на Златна мечка во Берлин, како и наградата од кинодистрибутерите, така што оваа година главните награди ги добија режисери со турско потекло, што е интересен куриозитет за самиот фестивал, меѓутоа жирито одлучи дека тоа се најквалитетните филмови на фестивалот без разлика од која држава и да доаѓаат.
We Are All Strangers, 20-тиот филм за вечерва. Ентони Чен е режисерот на ово остварување, сингапурски режисер кој се пробива со канскиот Ило, а последни му се The Breaking Ice и Drift. Сними филм со кој ја комплетираше трилогијата Growing Up, која ја составуваат Ило и Wet Season, односно сними филм за еден настан во животот кој ги принудува 21 годишниот Џунгјанг и неговата девојка да се соочат со реалноста. Во исто време додека таткото на Џунгјанг се бори да го одржи својот скромен живот, во неговиот живот влегува жена и двете генерации се принудени да го редефинираат своето семејство. 21-иот филм е Волфрам, во режија на Ворвик Торнтон. Тој е австралијски режисер со абориџинско потекло, кој ги режираше канскиот Samsung and Delilah, потоа Sweet Country е негов и The New Boy од пред неколку години. Тој сними филм кој е продолжение на Sweet Country со ликовите од него, односно сними филм кој е заснован на вистинската приказна и сместен во 1932 година. Филмот се однесува на мајка која копне повраќањето на своите украдени деца. Во него е опфатена експлоатацијата на домородната австралиска детска работна сила на полето за Волфрам, Хечес Крик, рудник за Волфрам во северната територија на Австралија. Ворвик исто така и кинематографер на остварувањето, ако не се лажам, еден од малкуте во официјална селекција со тие две функции, и последниот филм од официјалната селекција, 22-иот е Јо, односно Love is a Rebellious Bird, во режија на Ана Фич и Банкер Вајт. Тие се документаристи кои претходно работат на Survivors, The Genius of Marian, Sierra Leone's Refugees, All Stars, кои снимија филм кој се одвива по смртта на блиската пријателка на Фич, Јоланда Шеа, позната како Јо. Ана Фич поминува 10 години градејќи прецизна реплика од домот на Јо во размер од 1/3, доволно голема за таа да влезе внатре и да ги поставува сите елементи кои се потребни во неа. Во овој рачно изработен простор живее на куклена верзија на Јо, дозволувајќи и на Ана да го преиспита нивното неверојатно децениско пријателство, кое започнува кога Јо имала 73 години, а Ана 24. Спојувајќи интимни синема верите секвенции од последната година на Јо со имагинативни миниатури, сценографии и визуелни рекреации од животот и приказните на Јо, филмот истражува како се испреплетуваат сеќавањето, уметноста и тагата, и како креативната реконструкција станува начин да се одржат љубовта и врската живи низ времето. Филмот ја освои сребрената мечка за исклучителен уметнички придонес. Така што ќе направиме тука една кратка музичка пауза, односно во продолжение на емисијата ќе имаме можност да ги слушнеме најагресивните бендови за денес, поточно ги слушаме и на Eternum со новото остварување Of Death and Fire. Мораше ова да биде пуштено во емисијата со оглед на тоа што песната која што го отвора албумот е насловена Danse Macabre. Втората композиција која што следува по неа по ова интро е Beneath the Darkened Tomb. Потоа ги слушаме Hecate Enthroned, уште еден култен бенд со The Corpse of a Titan, a Lament Long Buried, и композицијата The Arcane Golem, вториот голем кој што го оживуваме во рамките на емисијата. Потоа слушаме Фазма со првиот дел од Purgatory и ќе завршиме по ова наезда на Black Metal со Dead Metal гигантите Exhumed и насловната композиција од нивниот прекрасен последен албум кој го издадоа неодамна, Red Asphalt. Така што ве предупредувам, ова е најагресивната музичка селекција која што ја имаме за денес, така што уживајте во Black и Dead Metal изданијата кои следуваат, за да се вратам во етери и да ви говорам за премиерите надвор од официјалната селекција и за неколку други споредни селекции во рамките на овогодишното Берлинале. Уживајте! Премиерите надвор од главната компетиција, односно именувани како Берлинале Special, иако повеќе сакате гала премиери,
Секако дека се најатрактивните филмови и се разбира дека се вон компетиција кој ги интересира светската јавност пред се, затоа што имаат потенцијал да се борат за наградите на почетокот на наредната година, на манифестациите, како што минатата година тука завршија A Complete Unknown, Late Shift, Lurker, Мики 17, се најдоа таму и неколку жанровски просечни филмови како Honey Bunch, The Thing with Feathers и The Light, така што оваа година имаме, ако не се лажам, 7 филмови вон компетиција. Премиери има The Blood Countess во режија на Улрике Отингер, таа е режисерка на бројни филмови зад себе, повеќето од нив се од документарната формата, сними вампирска комедија за Елизабет Батори и тоа ја глуми Изабел Лупер, која Улрике го напиша сценариото заедно со одличната писателка Елфрида Јелинек, а приказната ја следи грофицата Батори, која повторно се појавува во денешната Виена и бара мистериозна книга за која се верува дека има моќ да го искорени злото. Придружена од незината слугинка Хермине и незиниот меланхоличен внук Руди Буби, таа се движи низ историските места на градот, додека вампиролозите и полицискиот инспектор ја бркаат низ Виена и во Бохемија. Очекувам да падне крв во овој филм, во кој жанр и да е сцрстен. Втората премиера е Good Luck, Have Fun, Don't Die, во режија на Гор Вербински, жанровскиот режисер кој го знаете по американската адаптација на The Ring, негов е исто така и A Cure for Wellness, како и сите итерации на Пиратите од Карибите. Го привлече вниманието со новиот филм кој треба да биде научно-фантастична комедија во која глума Сем Роквел, Хейли Лу Ричардсон, Майкл Пења, Зази Бец, Асим Чаудри, Том Тейлор и Джуно Темпл, во кој се работи за човек од иднината кој патува во минатото за да регрутира гости во ресторан во Лос Анџелес за да помогнат во борбата против нечесната вештачка интелигенција. Брајер Клиф го дистрибуира, почна и да игра на репертуарите во киносалите во САД. Премиерата му беше на Fantastic Fest, кој е работен иницијално како пилот од винјети за на крај да заврши како пандан на Everything Everywhere All at Once, од кој со нетрпение чекаме да добиеме негова снимка. Третата премиера беше на Хейсел 85, во режија на Теодора Ана Михај, односно романско-белгиска режисерка која се проби на филмската сцена со Waiting for August на фестивалите, а последните филмови се La Civil и Traffic. Таа сними историска драма за 39 лица кои се убиени пред Европското првенство на стадионот Хейсел во Брисел во 1985 година. Ќерката на градоначалникот и еден италијански новинар се растргнати помеѓу своите професионални задачи, семејството и човечката природа, кого го красела тензична атмосфера и напнатост во оглед на тоа што можеа луѓето да го погледнат и коментираат за него. Четвртата премиера е No Good Men, тоа е филмот кој што го отвори овогодишното Берлинале, во режија на Шахрбану Садат, една од малкуте ирански режисерки на фестивалите, која се проби со канскиот Wolf and Sheep и The Orphanage, која сними еден автобиографски филм кој го следи животот на Нару, единствената жена снимателка на телевизиската станица во Кабул, која е убедена дека нема добри мажи во Афганистан. Нару ја глуми режисерката, која се чувствува заробена во бракот со неверниот сопруг и неспособна да побара развод без да го изгуби старателството над својот мал син. Откако тој јавно се соочува со неја за време на пренос во живо, таа го исклучува преносот и е отстранета од емисијата. Преместена во новинската редакција, таа почнува да работи со Кодрат, односно 50 годишна омажена новинарка. Како што нивната врска се продловочува, Нару е принудена да го преиспита своето верување дека повеќе нема добри мажи во незиниот свет. Филмот беше на неколку фестивалски форуми и поддржан е од работилници и има една доста впечатлив постер на него. Што би рекле, политички ромком се дефинира ово остварување. Премиера исто така имаше и The Only Living Pickpocket in New York во режија на Ноа Сеган, кој, иако го знаеме повеќе пред камерата како актер, има режирано сегменти од хорор антологијата Scare Package и хорор комедијата Blood Relatives. Тој сними филм за кој ви говори во епизодата на Данс и Макабре за Sundance, каде
имаше и премиера овој филм во кој Харија Джепчија, кој старее и го јаде конкуренцијата, па откако ќе украде од погрешен човек за да обезбеди пари за неговата сопруга, криминалците ќе го уценуваат дека ако не го врати украденото USB кој завршува во негов посед, ќе му ја убие жена му. Џон Тортуро, Стив Бушеми, Џианкарло Еспозито, Уил Прайс, Џейми Лин Кертис глумат во овој крими трилер. Рајан Џонсон го продуцира, така што сите елементи се во игра да стане култен крими трилер за ноќни филмски телевизиски маратони какви што имаше на времето кај нас во 90-тите и во 2000-тите години. Шеста премиера е за филмот The Testament of Anne Lee во режија на Мона Фастволд, партнерката на Брейди Корбе, која е косценаристка на сите негови филмови, има режирано неколку своји, како што се The Sleepwalker и The World to Come. Таа сними епска историска музичка драма во кој Аманда Сайфрид ја глуми Ен Ли, основачката и водечка на религиозната секта Шејкери во 18-тиот век. Во спорените улоги се Томасин Маккензи, Луис Пулман, Стейси Мартин, Тим Блейк Нелсон и Кристофер Абот, значи сите од независната американска сцена се тука. Филмот веќе имаше своја премиера на еден голем европски фестивал минатата година, Венецискиот. Очигледно дека немало проблем да биде прикажан на повеќе фестивали во ист континент, кога има интерес и организаторот гледа полезност од ова 10 милионско инди остварување кое играше на огромен број на фестивали до крајот на минатата година, заврши и на Глобусите и на Critics' Choice наградите. Само уште не добивме снимка од Searchlight и Ана Пурна кои го дистрибуираат. Од Сайфред очекувам да растури и цел свет да се увери во енормниот актерски потенцијал кој го поседува и се надевам дека оваа улога ќе го овозможи тоа. Последната премиера за која ќе ви говорам денес е The Wait, во режија на Падрейк Маккинли, монтажерот кој што стана режисер, уште еден филм од Sundance кој беше набавен за да донесе малку повеќе гламур на црвениот тепих во Берлин, историски вестерн за Семјуел Марфи, односно вдовец од Орегон од 30-тите години на минатиот век, кој е обземен од својата ќерка за да отслужи затворска казна. Управникот на затворот Кленси им нуди на Семјуел и на неколку други затвореници можност да ја се избора за својата слобода во замена за учество во опасната операција за шверц на злато и пренесување на истото во ранци. Итан Хок и Расел Кроу глумат во историскиот филм, меѓутоа ги глумат едниот затвореник, а другиот чувар на затворот. Секако морам да ја напоменам Special Midnight селекцијата, иако има жанрофобија во држава кои се паднати од друга планета и не сакаат да ја прифатат реалноста во која на секој од 4 големи филмски фестивали во светот има полноќна селекција која вклучува хорор филмови, затоа што хорор филмовите се на исто рамниште како преценетите лимунади од мелодрами кои ги гледаат и оваа година си имаше полноќно прикажување на жанровските филмови, во кои беа вбројани The Ballad of Judas Priest во режија на Сем Дан и Том Морело, односно Сем Дан е еден од најзначајните документаристи на полето на метал музиката во историјата на човештвото, кој го систематизираше жанрот во култниот Metalhead Headbangers Journey и Metal Evolution серијата и со неговата продукција Banger до ден денес пополнува празни страници во историјата на метал жанрот со филмови како овој и како претходниците Iron Maiden Flight 666, Rush Beyond the Lightest Stage, Super Duper Alice Cooper, ZZ Top, Dead Little Old Band from Texas, Triumph Rock and Roll Machine и многу други. Овој пат соработуваше со гитаристот на Rage Against the Machine за да ја прераскажат приказната за подемот на Judas Priest, контроверзите во нивната кариера, со судењето и правото за слобода на говор, како и можност да бидат прифатени припадниците на LGBT заедницата во метал кружоците, што со децении наназад се случува. Со нетрпение чекам да го погледнам ова остварување, за мене еден од најзначајните на фестивалот, со оглед на тоа што сите кои работеа на филмот беа и присутни на неговата премиера. Вториот хорор филм, односно второто жанровско остварување во оваа селекција е Сахарин, во режија на Натали Ерика Джеймс, режисерката на филмот за генерацијската траума Релик, и има работено на приквелот на Розмариното бебе, односно режисерка е на Apartment 7A. Таа сними филм со одличната иновативна премиса, односно откако подлегнува на една намера, односно потреба за слабење, поврзана со јадење на човечка пепел,
Заљубената студентка по медицина Хана се наоѓа себе си тероризирана од духот на лицето што го јаде. Филмот со вака уникатна премиса не може да нема дистрибуција, што значи дека се дограба на Sundance на него AFC и Shudder, кои знаат како треба да се пласира еден инди хорор филм. И третиот филм во оваа селекција беше Sleep No More, по режија на Едвин, односно индонезиски режисер на Borderless Folk и Possessive, кој сними филм кој е, да речеме, фентези, хорор остварување, ако може така да се услови, во кој собственичката на фабрика Мариати ги експлоатира своите вработени со претерано долги смени, привлекувајќи ги со стимулации за да ја стават продуктивноста и алчноста пред незиниот сон. Путри е убедена дека поради ова незината мајка која работела во фабриката има извршено самоубиство, а незината сестра Ајда верува дека нивната мајка починала од обсемнатост. Таа мисли дека секогаш кога работниците ослабуваат од исцрпеност, се појавува темна и зла фигура и ги презема нивните тела. За да ја докаже својата теорија, Ајда одлучува да работи дење и да заврши во фабриката дури ноќе, за да може и таа да стане запоседната и да ги види пред се со своји очи суштествата кои верува дека го грабнале телото на незината мајка. Покрај полноќната селекција на жанровски остварувања, своја премиера има и ТВ сериите на овој фестивал. Во изминатите години има бројни ТВ серии кои своите пилоти ги прикажуваат на Беринале, како што минатата година беше прикажана на пример серијата The Narrow Road to the Deep North, а оваа година има доста пообемен приказ на продукции за малиот екран, како што беа чилијанската The House of the Spirits, германската House of Young, британската Mint и Lord of the Flies, односно Lord of the Flies е серија која имав можност да ја погледнам во целост и можам да ја пофалам впечатливата колоритна визуализација и актерскиот перформанс на младата актерска екипа. Потоа шпанската Ravelar, односно Not for Sale, и британската The Story of Documentary Film, па се надеваме дека некој од стримерите ќе откупи дел од овие ТВ серии. Затоа и се прикажуваат на фестивалот, за да загризе мамецот на некој од скаутите на студијата кои се наоѓаат таму. Покрај овие селекции имаме селекцијата Панорама. Јас не сум љубител на оваа селекција. Како аргументи можам да наведам стотина примери од медиокритетни филмови кои треба да останат погребани во оваа селекција, во која едва еден филм кој има залутано погрешка таму вреди да биде рефериран, како што минатата година се случи тоа со The Ugly Stepsister, кој очигледно дека не знаеле каде да го стават па заврши таму, иако е погоден за полноќно прикажување, а покрај него честа на медиокритетот минатата година ја одбранија Peter Weir's Day, Olmo, Magic Farm, Lesbian Space Princess, Delicious. Ако ова се филмовите кои се дистрибуирани, замислете останатите 15 колку се неквалитетни, затоа и се обидувам само по препорака да гледам филм од тука, затоа што не само што не се кријат диаманти во калта, туку сакам да заштедам залудно потрошено време на бледи копии на преджвакани концепции за протагонисти кои не знаат каде да тераат во животот и се единствените кои го попречуваат сопствениот пат кон просперитетот, само што авторите немаат храброст да нагазат на конвенциите и ги скршат и обликуваат во нов облик, па наместо тоа добиваме факсимил на бледи копии. Колегите го преперачуваат бразилскиот If I Were Alive од Андре Новаис Оливеира, филм наводно со големо срце, со мала продукција и жанровски научно-фантастични решенија, снимен на 16 мм филмска лента со нужни пресврти низ 70-тите години на Бразил и изразувањето на љубовта на ликови низ годините, односно старење со саканиот. Исто така е пофален Лондон од Себастијан Брамшубер, кој имаме посета на болен пријател меѓу градовите, кој презема патници помеѓу додека патува со неговиот автомобил, споделувајќи интима меѓу непознатите, за да се состави мозаикот на Австрија низ нејзиниот автопат, односно низ нејзиниот крвоток, додека се посетува овој пријател. Потоа Маус од Келли О'Саливан и Алекс Томсон, односно втор нивен филм,
во духот е работен на Lady Bird, тинејџери кои се носат со тагата од губитокот во училиштето, лична и амбициозна coming of age приказна која отвора прашања за класата, историјата и политиката. Ханг Санг-со се разбира дека се појави со нов експериментален филм снимен за 5 денари, The Day She Returns, за режисерка која откако ќе го сними филмот, треба да даде 3 интервјуа за незиниот камбек и потоа да ги изглуми истите интервјуа со незиниот тренер. Филм за конверзација и репетиција и проекција на сите болести кои што поминува режисерот преку неговите ликови. Покрај оваа селекција, тука е селекцијата Перспективи, која што порано беше Encounters, последните 2 години така се нарекува. Во ова е селекција на први филмски остварувања на режисери кои најчесто и се coming of age филмови и тука има доста лотарија, затоа што се дава можност на разни автори широм светот и скоро никој од нив не успеа да се пробие во светски рамки, освен доколку државата не одлучи да застане зад кандидатурата на филмот на Оскарите, како што беше случајот минатата година со Little Trouble Girls. Останатите си беа осудени на заслужен заборав. По неколку годишна пауза имаме и ние македонски филм во некоја од компетициите, како што беше случајот со долгометражното Деби 17 од Косара Митиќ, чиј што косценарист е Огњен Свиличиќ. Во него 17 годишната Сара крие тајна на училишната екскурзија, кога работите на екскурзијата излегуваат надвор од контрола, Сара станува сведок на сексуален напад од соученик, таа и жртвата образуваат врска што ќе трае за секојаш. Во филмот глумат Ева Костиќ, Мартина Данаиловска, Таме Јовески и Ева Стојчевска. Томи Салковски го продуцираше овој филм и за жал не освои ова остварување ниту една награда во оваа компетиција. Пофален беше од колегите анимираниот кинески Light Pillar од Ксужао за студиото кое се обидува да биде профитабилно, каде преку VR сет еден лик остварува нови врски во свет во кој влегува во играна форма и појавата на измамниците е присутна и во дигиталната сфера, така што имаме тука некаков се исчекор во рамки на поигрувањето со формата. Го пофалија и Догвиловиот Trial of Hayne од Кај Станицке, кој исто така, како и Роуз, имаме странец кој влегува во заедницата и има проблем со идентитетот, каде тој си го памти животот, ама колективно се занемарува неговото постоење, така што травматичните сеќавања се во колизија со колективното сеќавање. Chronicles from the Siege од Абдула Алкатиб сними филм за цивили заглавени на средевојна зона, палестински филм во кој режисерите јавно го истакна гневот од ставот на фестивалот кој го поддржува Израел и го занемарува геноцидот на моментот кога им беше доделена наградата како победници во оваа компетиција, што предизвика да се стане германскиот министер за животна средина од церемонијалот на затворањето. Се доведовме во иронична ситуација на германците да им се замерува дека ги сакаат премногу евреите. Тоа е светот во кој живееме. Фестивалот си има и филмови посветени на почесниот лауреат, односно на актерката од Хонг-Конг. Има компетиција на кратки филмови, има засебен форум кој поседува филмови кои нема никаква допирна точка со фестивалот и се на продажба на панаѓурот. Секако дека тука се селекциите Generation K+ и 14+. Реставрација има на берлинските класици, ретроспективата Изгубени во 90-тите која што е условена и 40 години на селекцијата за квир наградата Теди. Односно да ги сумираме наградите кои што беа доделени оваа година. Златна мечка освои Yellow Letters од Илкер Чатак. Сребена мечка, односно главната награда на жирито, ја освои Salvation на Емин Алпер. Потоа сребрената мечка на жирито беше доделена на Queen at Sea на Ленс Хамер. Потоа сребрена мечка за најдобра режија зема Грант Джи за Everybody Digs Bill Evans. Сребрена мечка за најдобра главен перформанс зема Сандра Хулер, се извинувам, за Роуз. Сребрена мечка за најдобра споредна улога зема Ана
Calder Marshall за Quincy и ја делеше заедно со Том Кортни од Quincy. Србена мечка за најдобро сценарио зема Женевиев Делю де Селес за Нина Роза и србена мечка за исклучително артистичко придонес зема Ана Фич и Банкер White за Yo, односно Love is a Rebellious Bird. Почесна србена мечка има, почесна златна мечка се извинувам има Мишел Јео и секако Берлинале камера има за Хайле Герима и Макс Рихтер. Потоа наградата на екуменското жири ја доби Флайс на Фернандо Еймбике, односно од самата компетиција, а од Фипресци, односно од заедницата на светските филмски критичари во која што членувам јас, наградата беше доделена на Сум Сум The Night of the Stars во режија на Махамад Салех Харун. Теди наградата за најдобро долгометражно остварување припадна на Иван и Хедум на Јан де ла Роса. Покрај овие беа доделени уште 70 други награди на фестивалот, кои ако ви ги напоменам ќе замине емисијата во неповрат, но убеден сум дека нема многу да промени нивното читање со оглед на тоа што голем дел се независни награди од пропратни иницијативи кои не се иницирани директно од фестивалот, односно од организаторите на фестивалот или од жирито кое што е избрано од страна на фестивалот. Берлинале заврши, караванот пројде, страстите стивнаа, останува на филмовите да преживеат во потрагата по својата публика, а ние критичарите имаме сега заложение да ги доближиме нив во текот на годината и ги воочиме квалитетите кои ги поседуваат. Така што филмови од фестивалот за кои сакам да зборувам во текот на годината се At the Sea, Everybody Digs Bill Evans, Josephine, The Loneliest Man in Town, My Wife Cries, Nightborn, Rose, Rosebush Pruning, Salvation, Yellow Letters, The Blood Countess, Good Luck, Have Fun, Don't Die, The Only Living Pickpocket in New York, The Testament of Anne Lee, The Ballad of Judas Priest, Сахарин и секако Домашниот 17. За крајот на емисијата ќе имаме можност да слушнеме композиции од новите албуми на Pussifer, Night of the Vampire и KMFDM, односно од Pussifer ја слушаме Normal Isn't, насловната тема од нивниот албум, потоа од новото остварување на Night of the Vampire ја слушаме Sacrifice to the Night и ќе завршиме со Вампирот од албумот Enemy од KMFDM. Јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 639-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќање на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, обрнете внимание на уметничките квалитети и не се задоволувајте со филмските медиокритети. Чао!